Библиотека Наг Хамади, Кодекс 6.1. Делата на Петар и 12 апостоли. Патувањето до градот на истрајноста, трговецот на бисер или Таргоил и лекарот на душите. Пловењето и пристигнувањето во градот на истрајноста. Цел по нас апостоли. Пловевме од телото. Другите не беа загрижени во срцата своји. И во нашите срца бевме обединети. Се согласивме да го исполниме служењето на кое Господ ни постави. И направивме завет еден со друг. Слеговме на морето во погоден момент, кој ни дојде од Господа. Најдовме брод закотвен на брегот, подготвен за тргнување, и разговаравме со морнарите на бродот за нашето качување со нив. Тие покажаа голема љубезност кон нас, како што беше одредено од Господа. И откако се качивме, пловевме еден ден и една ноќ. Потоа, ветар се подигна зад бродот и ни однесе до еден мал град среде морето. И јас, Петар, прашав за името на овој град од жителите кои стоја на докот. Еден маж меѓу нив одговори, велејки, името на овој град е престојувалиште, тоа е основа и страјност. И нивниот водач држеше палмова гранка на работот докот. И откако излеговме на брегот со багажот, влегов во градот за да побарам совет за сместување. Излезе еден маж кој носеше платно врзано околу половината, и златен појас го опашуваше. Исто така, крпа беше врзана преку градите негови, се протегаше преку рамената и ги покриваше главата и рацете негови. Јас зјапав во човекот, бидејќи беше прекрасен во својот лик и раст. Имаше 4 делови од неговото тело што ги видов, табаните на нозете негови, дел од градите негови, дланките на рацете негови и неговото лице. Овие нешта можев да ги видам. Обвивка на книга, како онаа на моите книги, имаше во левата рака. Стап од стираксово дрво имаше во десната рака. Гласот негов беше ечен додека бавно зборуваше, викајки во градот, бисери. Бисери. Јас, навистина, помислив дека е човек од тој град. Му реков, брате мој и пријателе мој, тој ми одговори тогаш, велејки, праведно рече, брате мој и пријателе мој. Што бараш од мене, му реков, те прашувам за сместување за мене и за браќата исто така, бидејќи сме туѓинци овде. Тој ми рече, поради оваа причина и јас самиот току-што реков, брате мој и пријателе мој, бидејќи и јас сум сопатник туѓинец како вас. Трговецот на бисери и сиромасите. И откако ги кажа овие нешта, тој извика, бисери. Бисери, богатите луѓе на тој град го слушнаа гласот негов. Излегоа од своите сокриени складови. И некои гледаа од складовите на своите куќи. Други гледаа од своите горни прозорци. И тие не видоа дека можат да добијат нешто од него, бидејќи немаше торба на грбот негов, ниту пак некаков свезок во неговото платно и крпа. И поради својот презир, тие дури и не го забележаа. Тој пак, од своја страна, не им се откри. Тие се вратија во своите складови, велејки, овој човек ни се подсмева. И сиромасите од тој град го слушнаа гласот негов, и дојдоа кај човекот кој го продава овој бисер. Му рекоа, те молиме, потруди се да ни го покажеш бисерот за да можеме, тогаш, да го видиме со своите очи. Зашто ние сме сиромаси? И ја немаме оваа цена за да платиме за него. Но покажи ни го за да им кажеме на нашите пријатели дека видовме бисер со своите очи. Тој одговори, велејки им, ако е можно, дојдете во мојот град, за не само да ви го покажам пред вашите очи, туку и да ви го дадам бесплатно. И навистина тие, сиромасите на тој град, слушнаа и рекоа, бидејќи сме просјаци, ние сигурно знаеме дека човек не му дава бисер на просјак, туку леб и пари обично се примаат. Сега, пак, љубезноста што сакаме да ја примиме од тебе е да ни го покажеш бисерот пред нашите очи.
И ние гордо ќе им кажеме на нашите пријатели дека видовме бисер со своите очи, те бидејќи тој не се наоѓа меѓу сиромасите, особено некај такви просјаци како овие. Тој одговори и им рече: ако е можно, вие самите дојдете во мојот град, за не само да ви го покажам, туку и да ви го дадам бесплатно. Сиромасите и просјаците се израдуваа поради човекот кој дава бесплатно. Тешкиот пат до градот со 9 порти. Луѓето го прашаа Петра за тешкотиите. Петар одговори и им ги кажа оние нешта што ги беше слушнал за тешкотиите на патот. Бидејќи тие се толкувачи на тешкотиите во нивното служење. Тој му рече на човекот кој го продава овој бисер: сакам да го знам твоето име и тешкотиите на патот до твојот град, бидејќи сме туѓинци и слуги Божи, неопходно ни е да го шириме Словото Божјо во секој град сложно. Тој одговори и рече: ако го бараш моето име, Литаргуил е моето име, чие толкување е светол камен како газела. А исто така и за патот до градот, за кој ме праша, ќе ти кажам. Ниту еден човек не може да оди по тој пат, освен оној кој оставил се што има и кој постел секојдневно од етапа до етапа. Зашто многу се разбойниците и дивите зверови на тој пат? Оној кој носи леб со себе на патот, црните кучиња го убиваат поради лебот. Оној кој носи скапоцена облека од овој свет со себе, разбойниците го убиваат поради облеката. Оној кој носи вода со себе, волците го убиваат поради водата, бидејќи беа жедни за неа. Оној кој е загрижен за месо и зелен зеленчук, лавовите го јадат поради месото. Ако ги избегне лавовите, биковите го голтаат поради зелениот зеленчук. Кога ми ги кажа овие нешта, јас воздивнав во себе, велејки: големи тешкотии има на патот. Кога само Исус би ни дал сила да одиме по него, тој ме погледна бидејќи лицето ми беше тажно, и јас воздивнав. Ми рече: зошто воздивнуваш, ако навистина го знаеш ова име Исус и му веруваш? О, не голема сила за давање јачина. Зашто и јас верувам во Отецот кој го испрати? Јас одговорив, прашувајќи го: како е името на местото каде што одиш, на твојот град? Тој ми рече: ова е името на мојот град, 9 порти, да го фалиме Бога додека имаме на ум дека 10-тата е главата. По ова заминав од него во мир. Додека бев на пат да одам и да ги повикам моите пријатели, видов бранови и големи високи џидови што ги обкружуваа границите на градот. Се восхитував на големите нешта што ги видов. Видов еден старец како седи и го прашав дали името на градот на вистина е престојувалиште. Тој: престојувалиште, ми рече, вистината ја зборуваш, зашто ние престојуваме овде бидејќи издржуваме. Јас одговорив, велејки: праведно луѓето го нарекоа така бидејќи од секој кој ги издржува своите искушенија, градовите се населуваат, и скапоцено царство доаѓа од нив, бидејќи тие издржуваат среде од падништвата и тешкотиите на бурите. Така што, на овој начин, градот на секој кој го издржува товарот на својот јарем на верата ќе биде населен, и тој ќе биде вклучен во Царството небесно. Разоткривањето на Спасителот како лекар. Побрзав и отидов и ги повикав моите пријатели за да одиме во градот што тој, Литаргуил, ни го одреди. Во сојуз на верата оставивме с како што рече тој да направиме. Ги избегнавме разбойниците, бидејќи не ги најдоа своите облеки кај нас. Ги избегнавме волците, бидејќи не ја најдоа водата кај нас за која беа жедни. Ги избегнавме лавовите, бидејќи не ја најдоа желбата за месо кај нас. Ги избегнавме биковите, не најдоа зелен зеленчук. Голема радост дојде над нас и мирен спокој како оној на нашиот Господ. Се одморивме пред портата и разговаравме еден со друг за она што не е одвлекување на вниманието на овој свет. Напротив, продолживме во размислување за верата. Додека разговаравме за разбойниците на патот, кои ги избегнавме, еве, Литаргуил, откако се промени, излезе кај нас. Имаше изглед на лекар, бидејќи ковчеже со мевлеми имаше под мишката,
и еден млад ученик го следеше носејки торба полна со лекови. Ние не го препознавме. Петар одговори и му рече: сакаме да ни направиш услуга, бидејќи сме тугинци, и да ни одведеш до куќата на Литаргуил пред да дојде вечерта. Тој рече: во исправност на срцето ќе ви ја покажам. Но се восхитувам како го знаете овој добар човек. Зашто тој не му се открива на секој човек, бидејќи самиот е син на голем цар? Одморете се малку за да одам и да го исцелам овој човек и да се вратам. Тој побрза и се врати брзо. Му рече на Петра: Петар, и Петар се уплаши, зашто како знаеше дека името му е Петар. Петар му одговори на Спасителот: како ме знаеш, па го повика моето име. Литаргуил одговори: сакам да те прашам, кој ти го даде името Петар? Тој му рече: тоа беше Исус Христос, синот на живиот Бог, он ми го даде ова име. Он одговори и рече: јас сум. Препознај ме, Петар. Ја олабави облеката што го покриваше, онаа во која се беше преправил заради нас, откривајќи ни во вистина дека тоа беше он. Паднавме ничком на земјата и му се поклонивме. Сочинувавме 11 ученици. Он ја испружи раката своја и ни натера да застанеме. Разговаравме со него понизно. Главите ни беа наведени во недостојност додека велевме: она што сакаш, ќе го направиме. Но дај ни сила да го правиме она што го сакаш во секое време. Заповедта за исцелување и предупредувањето за богатите. Он им ги даде ковчежето со мевлеми и торбата што беше во раката на младиот ученик. Им заповеда вака, велејки: одете во градот од кој дојдовте, кој се нарекува престојувалиште. Продолжете во истрајност додека ги поучувате сите оние кои поверуваа во моето име, бидејќи јас издржав во тешкотиите на верата. Ке ви ја дадам вашата награда. На сиромасите од тој град дајте им го она што им е потребно за да живеат, се додека не им го дадам она што е подобро, за кое ви реков дека ќе ви го дадам бесплатно. Петар одговори и му рече: Господи, ти ни научи да го оставиме светот и си што е во него. Се одрековме од нив заради тебе, она за што сме загрижени сега е храната за еден единствен ден. Каде ќе можеме да ги најдеме потребите што бараш од нас да им ги обезбедиме на сиромасите? Господ одговори и рече: О, Петар, потребно беше да ја разбереш приказната што ти ја кажав. Зарем не разбираш дека моето име, кое го поучувате, ги надминува сите богатства, и мудроста Божја го надминува златото, и среброто, и скапоцените камења? Им ја даде торбата со лекови и рече: Исцелете ги сите болни во градот кои веруваат во моето име. Петар се плашеше да му одговори по втор пат. Му даде знак на оној кој беше до него, а тоа беше Јован: ти зборувај овој пат. Јован одговори и рече: Господи, пред тебе се плашиме да кажеме многу зборови. Но ти си оној кој бара од нас да ја практикуваме оваа вештина. Ние не сме научени да бидеме лекари. Како тогаш ќе знаеме како да ги исцелуваме телата како што ни кажа? Он им одговори: праведно зборуваше, Јоване, зашто знам дека лекарите од овој свет го исцелуваат она што му припаѓа на светот. Лекарите на душите пак го исцелуваат срцето. Затоа, исцелете ги телата прво, за преку реалните сили на исцелувањето за нивните тела, без лекови од овој свет, тие да поверуваат во вас, дека имате сила да ги исцелите и болестите на срцето исто така. Богатите луѓе од градот, пак, оние кои не сметаа за прилично дури ни да ме забележат, туку уживаа во своето богатство и гордост, со таквите, затоа, не јадете во нивните куќи, ниту бидете пријатели со нив, за нивната пристрасност да не влијае на вас. Зашто многумина во црквите покажаа пристрасност кон богатите, бидејќи и тие самите се грешни, и им даваат повод на другите да сгрешат. Но судете им со исправност, за да се прослави вашето служење, и моето име исто така да се прослави во црквите. Учениците одговорија и рекоа: Да, навистина ова е она што е прилично да се направи.
Паднавме ничком на земјата и му се поклонивме. Он ги натера да застанат и замина од нив во мир. Амин. Библиотека Нак Хамади, Кодекс 6, 2. Громот, совршен ум. Самооткривањето на божествената сила и великите парадокси на мудроста. Повикот и првите парадокси на постоењето. Јас бев испратена од силата. И дојдов кај оние кои размислуваат за мене. И бев најдена меѓу оние кои ме бараат. Погледнете ме вие кои размислуваат за мене. И вие, слушатели, чујте ме. Вие кои ме чекате, примете ме кај себе. И не прогонувајте ме од пред очите ваши. И не дозволувајте гласот ваш да ме мрази, ниту слухот ваш. Не бидете во незнаење за мене никаде и во никое време. Бидете на штрек. Не бидете во незнаење за мене. Зашто јас сум првата и последната? Јас сум чествуваната и презираната. Јас сум блудницата и светата. Јас сум сопругата и девицата. Јас сум мајката и ќерката. Јас сум удовите на мојата мајка. Јас сум неплодната, а многубројни се нејзините синови. Јас сум онаа чија свадба е голема, а немам примено маж. Јас сум бабицата и онаа која не раѓа. Јас сум утехата во моите породилни маки. Јас сум невестата и младоженецот. И мојот маж е оној кој ме роди. Јас сум мајката на мојот отец. И сестрата на мојот маж. И тој е мојот пород. Јас сум слугинка на оној кој ме подготви. Јас сум владетел на мојот пород. Но тој е оној кој ме роди пред времето, на денот на раѓањето. И тој е мојот пород во право време. И мојата сила е од него. Јас сум стапот на неговата сила во неговата младост. И тој е карото на мојата старост. И што и да посака тој, ми се случува мене. Јас сум тишината која е неразбирлива. И мислата чиј спомен е чест. Јас сум гласот чиј звук е многукратен. И словото чие појавување е повеќекратно. Јас сум изговорот на моето име. Коренот на знаењето и незнаењето. Зошто вие кои ме мразите, ме љубите? И ги мразите оние кои ме љубат? Вие кои ме одрекувате, исповедајте ме. И вие кои ме исповедате, одречете ме. Вие кои ја кажувате вистината за мене, лажете за мене. И вие кои лажевте за мене, кажете ја вистината за мене. Вие кои ме познавате, бидете во незнаење за мене. И оние кои не ме познавале, нека ме запознаат. Зашто јас сум спознанието и незнаењето? Јас сум срамот и смелоста. Јас сум бесрамната, јас сум засрамената. Јас сум силата и јас сум стравот. Јас сум војната и мирот. Внимавајте на мене. Јас сум онаа која е осрамотена и онаа која е голема. Внимавајте на мојата сиромаштија и на моето богатство. Не бидете горди кон мене кога сум фрлена на земјата. И ќе ме најдете во оние кои доаѓаат. И не гледајте ме на буништето. Ниту одете си оставајки ме отфрлена. И ќе ме најдете во царствата. И не гледајте ме кога сум отфрлена меѓу оние кои се осрамотени и во најдолните места. Ниту смејте ми се. И не фрлајте ме меѓу оние кои се убиени во насилство. Но јас сум сочувствителна и јас сум сурова. Бидете на штрек. Не мразете ја мојата покорност. И не љубете ја мојата самоконтрола. Во мојата слабост не напуштајте ме. И не плашете се од мојата сила. Зошто го презирате мојот страв? И ја проколнувате мојата гордост? Но јас сум онаа која постои во сите стравови. И силата во треперењето.
Јас сум онаа која е слаба. И јас сум здрава во пријатно место. Јас сум безумна и јас сум мудра. Мудроста на народите искриениот принцип. Зошто ме мразевте во вашите совети? Зашто јас ке молчам меѓу оние кои молчат? И ке се појавам и ке зборувам. Зошто тогаш ме мразевте, вие грци? Затоа што сум варварка меѓу варварите? Зашто јас сум мудроста на грците? Испознанието на варварите. Јас сум судот на грците и на варварите. Јас сум онаа чиј лик е велик во Египет. И онаа која нема лик меѓу варварите. Јас сум онаа која била мразена насекаде. И која била љубена насекаде. Јас сум онаа која тие ја нарекуваат живот. А вие ја нарековте смрт. Јас сум онаа која тие ја нарекуваат закон. А вие ја нарековте беззаконие. Јас сум онаа која ја прогонувавте. И јас сум онаа која ја фативте. Јас сум онаа која ја распрснавте. И вие ме собравте заедно. Јас сум онаа пред која се срамевте. И бевте бесрамни кон мене. Јас сум онаа која не празнува. И јас сум онаа чии празници се многу бројни. Јас сум безбожна. И јас сум онаа чии Бог е велик. Јас сум онаа за која размислувавте. И вие ме презиравте. Јас сум неука. А тие учат од мене. Јас сум онаа која ја презиравте. И вие размислувате за мене. Јас сум онаа од која се криевте. И вие ми се појавувате. Но кога и да се криете? Јас самата ќе се појавам. Зашто кога и да се појавувате? Јас самата ќе се скријам од вас. Повикот кон малите и оние кои бараат. Оние кои кон него безумно. Примете ме разбирање од тага. И примете ме кај себе од разбирање и тага. И примете ме кај себе од места кои се грозни и во урнатини. И грабајте од оние кои се добри иако во грозота. Од срам, примете ме кај себе бесрамно. И од бесрамности срам. Корете ги моите удови во себе. И пристапете кон мене, вие кои ме познавате. И вие кои ги познавате моите удови. И воспоставете ги големите меѓу малите први созданија. Пристапете кон детството. И не презирајте го затоа што е мало и ситно. И не одвраќајте ги големини во некои делови од малечностите. Зашто малечностите се познати од големините? Зошто ме проколнувате и ме чествувате? Вие ранивте и вие покажавте милост. Не одвојувајте ме од првите кои сте ги познавале. И не изгонувајте никого, ниту одвраќајте никого. Ве одврати и не го познава. Она што е мое. Јас ги знам првите, и оние по нив ме познаваат мене. Но јас сум умот на и остатокот од. Јас сум спознанието на моето трагање. И на оѓањето на оние кои ме бараат. И заповедта на оние кои бараат од мене. И силата на силите во моето спознание. На ангелите, кои беа испратени по мојот збор. И на боговите во нивните времиња по мојот совет. И на духовите на секој човек кој постои со мене. И на жените кои живеат во мене. Јас сум онаа која е чествувана и која е фалена. И која е презирана со подсмев. Јас сум мирот. И војната дојде поради мене. Јас сум суштината и онаа која нема суштина. Оние кои се без заедница со мене, во незнаење се за мене. И оние кои се во мојата суштина се оние кои ме познаваат. Оние кои се близу до мене, во незнаење беа за мене. И оние кои се далеку од мене се оние кои ме запознаа. Во денот кога сум близу до вас, вие сте далеку од мене.
И во денот кога сум далечна од вас, јас сум близу до вас. Внатрешниот и надворешниот човек и вечниот покој. Јас сум внатре. Јас сум на природата. Јас сум на создавањето на духовите. Барање на душите. Јас сум контролата и неконтролираното. Јас сум соединувањето и разрешувањето. Јас сум пребивањето и јас сум разрешувањето. Јас сум онаа долу. И тие се искачуваат кај мене. Јас сум судот и ослободувањето. Јас сум безгрешна. А коренот на гревот произлегува од мене. Јас сум страста во надворешниот изглед. А внатрешната самоконтрола постои во мене. Јас сум слухот кој е достижен за секого. И говорот кој не може да се опфати. Јас сум нема која не зборува. А голема е мојата многобројност на зборови. Чујте ме во кротост и научете за мене во грубост. Јас сум онаа која вика. И јас сум фрлена на лицето на земјата. Јас го подготвувам лебот и моето внатре. Јас сум спознанието на моето име. Јас сум онаа која вика. И јас слушам. Јас се појавувам и одам во печат на мојот. Јас сум одбраната. Јас сум онаа која се нарекува вистина. И неправдата. Вие ме чествувате и шепотите против мене. Вие кои сте победени, судете им на оние што ве победија. Пред тие да донесат суд против вас. Бидејќи судијата и пристрасноста постојат во вас. Ако сте осудени од овој, кој ќе ве ослободи? Или ако сте ослободени од него, кој ќе може да ве задржи? Зашто она што е внатре во вас е она што е надвор од вас? И оној кој ве обликува од надвор е оној кој го создаде она што е внатре во вас. И она што го гледате надвор од вас, го гледате внатре во вас. Тоа е видливо и тоа е вашата облека. Чујте ме, вие слушатели. И научете од моите зборови, вие кои ме познавате. Јас сум слухот кој е достижен за се. Јас сум говорот кој не може да се опфати. Јас сум името на звукот. И звукот на името. Јас сум знакот на буквата. И назначувањето на поделбата. И јас. Светлина. Слушатели до вас. Големата сила. И нема да го помести името. На оној кој ме создаде. И јас ке го изговорам неговото име. Погледнете ги тогаш неговите зборови. И сите писма кои се завршени. Внимавајте тогаш, вие слушатели. А и вие исто така, ангели и оние кои беа испратени. И вие духови кои станавте од мртвите. Зашто јас сум онаа која самата постои? И немам никој кој ќе ми суди. Зашто многобројни се пријатните форми кои постојат во бројни гревови? И невоздржаности. И срамни страсти. И минливи задоволства. Кои луѓето ги прегрнуваат се додека не се сотрезнат. И не се искачат во своето место на покој. И тие ќе ме најдат таму. И ќе живеат. И нема да умрат повторно. Библиотека Нак Хамади, Кодекс 6.3. Авторско слово за душата. За падот на духовната душа, за лукавствата на рибарот и за вечната свадбена одеја на покојот. Небесното потекло на душата и нејзиниот пад во материјата. На небото внатре во него кога некој се појавува, скриените небеса се појавуваат и пред да се појават невидливите, неискажливи светови. Од нив дојде невидливата душа на праведноста, која е сочлен и сотело и содух. Без разлика дали таа е во слегувањето или е во плеромата, таа не се одвојува од нив, туку тие ја гледаат и таа гледа во нив во невидливиот свет. Тајно нејзиниот младоженец ја донесе.
Ја принесе до устата неизина за да ја натера да ја јаде како храна и го стави словото на очите неизини како лек за да ја натера да гледа со умот свој и да ги препознае своите сродници и да научи за својот корен, со цел да се припие за својата гранка од која најпрво излезе, за да го прими она што е неизино и да се одрече од материјата. Тој живееше и мајки синови. Синовите. Навистина, оние што дојдоа од неговото семе, ги нарекуваат синовите на жената наши браќа. Токму на овој начин, кога духовната душа беше фрлена во телото, таа стана брат на страста, и на омразата, и на зависта, и стана материјална душа. И така, телото произлезе од страста, а страста произлезе од материјалната суштина. Поради оваа причина душата им стана брат. А сепак тие се туѓинци, без сила да наследат од машкото, туку ќе наследат само од својата мајка. Затоа, кога и да посака душата да наследува заедно со туѓинците, зашто имотите на туѓинците се горди страсти, задоволства на животот, омразни зависти, суетни нешта, безсмислени нешта, обвинувања за неа-блудство. Тој ја исклучува неа и ја става во блудилиште. Зашто разврат за неа? Таа ја остави скромноста зад себе. Зашто смртта и животот се поставени пред секого? Кој од овие две нешта сакаат, тогаш, тоа и ќе си го изберат за себе. Тогаш таа ќе падне во пиење многу вино во разврат. Зашто виното е развратник? Затоа таа не се сеќава на своите браќа и на својот отец, зашто задоволството и сладките добивки ја измамуваат. Откако го остави спознанието зад себе, таа падна во живинарство. Зашто безумниот човек постои во живинарство, не знаејќи што е прилично да се каже, а што е прилично да не се каже? Но, од друга страна, кроткиот син со задоволство наследува од својот отец, додека неговиот отец се радува поради него, бидејќи прима чест заради него од секого, додека тој повторно го бара патот за да го удвои она што го примил. Зашто туѓинците? Да се измеша со. Зашто ако мисла за страст влезе во девствен маж, тој веќе станал извалкан. И нивната лакомост не може да се измеша со умереноста. Зашто ако плевата се измеша со пченицата, не се извалкува плевата, туку пченицата? Зашто бидејќи се измешани една со друга, никој нема да ја купи неизината пченица, бидејќи е извалкана? Туку тие ќе го умилкуваат, дај ни ја оваа плева, гледајќи ја пченицата измешана со неа, се додека неа земат и неа фрлат со сета друга плева, и таа плева се меша со сите други материјали. Но чистото семе се чува во складови кои се сигурни. Сите овие нешта, пак, ги кажавме. Борбата против световните сили и внатрешната сила. И пред се друго да настане, беше само Отецот кој постоеше, пред да се појават световите што се на небесата, или светот што е на земјата, или началството, или власта, или силите се појавуваати. И ништо не настана без неговата желба. Он, пак, Отецот, сакајки да го открие своето богатство и својата слава, ја предизвика оваа голема борба во овој свет, сакајки да ги натера борците да се појават, и да ги натера сите оние што се борат да ги остават зад себе нештата што настанале, и да ги презираат со возвишено, неразбирливо спознание, и да бегаат кај оној кој постои. И што се однесува до оние кои се борат со нас, кои ни се противници што се борат против нас, ние треба да бидеме победници над нивното незнаење преку нашето спознание, бидејќи веќе го запознавме недостижниот од кого излеговме. Ние немаме ништо во овој свет, за да не ни задржи власта на светот што настанал во световите што се на небесата, во оние во кои постои сеопштата смрт, обкружена со поединечното световно. Ние исто така се засрамивме од световите, иако не се интересираме за нив кога ни клеветат. И ги игнорираме кога ни проколнуваат. Кога ни фрлаат срам во лицето, ние ги гледаме и не зборуваме. Зашто тие си ја работат својата работа, но ние одиме во глад и во жед, гледајки кон нашето живеалиште, местото кон кое гледаат нашето поведение и нашата совест,
не прилепувајки се за нештата што настанале, туку повлекувајки се од нив. Нашите срца се поставени на нештата што постојат, иако сме болни и слаби и во болка. Но има голема сила сокриена внатре во нас. Нашата душа навистина е болна бидејќи живее во куќа на сиромаштија, додека материјата нанесува удари врз очите нејзини, сакајки да ја направи слепа. Поради оваа причина таа го прогонува словото и го става на очите своји како лек што ги отвора, отфрлајки мисла заслепило во потоа, кога тој е повторно во незнаење, тој е целосно затемнет и е материјален. Така душата слово во секој час, за да го стави на очите своји како лек за да може да гледа, и нејзината светлина да ги сокрие непријателските сили кои се борат со неа, и таа да ги направи слепи со својата светлина, и да ги затвори во своето присуство, и да ги натера да паднат во бесоние, и таа действува смело со својата сила и со својот жезол. Додека нејзините непријатели ја гледаат во срам, таа трча нагоре во својата ризница, онаа во која е нејзиниот ум, и во својот склад кој е сигурен, бидејќи ништо меѓу нештата што настанале не ја фатило, ниту пак примила туѓинец во својата куќа. Зашто многубројни се нејзините домашни кои се борат против неа дење и ноќе, немајки одмор дење ни ноќе, зашто нивната страст ги притиска. Приказната за лукавиот рибар и световните мамки. Поради оваа причина, пак, ние не спиеме, ниту ги забораваме мрежите што се распнати во тајност, демнејки ни за да ни фатат. Зашто ако бидеме фатени во една единствена мрежа, таа ќе ни вовлече долу во својата уста, додека водата тече преку нас, удирајки ни во лицето. И ќе бидеме одведени долу во мрежата за влечење, и нема да можеме да излеземе од неа, бидејќи водите се високи над нас, течејќи од горе надолу, потопувајќи го нашето срце долу во валканата кал. И нема да можеме да избегаме од нив. Зашто луѓејаци ќе не фатат и ќе ни голтнат, радувајќи се како рибар кој фрла јадица во водата? Зашто тој фрла многу видови храна во водата бидејќи секоја од рибите си има своја храна? Таа ја намирисува и оди по нејзиниот мирис. Но кога ќе ја изеде, јадицата сокриена во храната ја фаќа и ја извлекува со сила надвор од длабоките води. Ниту еден човек не може, тогаш, да ја фати таа риба долу во длабоките води, освен преку стапицата што ја поставува рибарот. Преку лукавството на храната тој ја извлече рибата на јадицата. Токму на овој начин ние постоиме во овој свет, како риби. Противникот ни шпионира, демнејки ни како рибар, сакајки да ни фати, радувајки се дека би можел да ни голтне. Зашто тој поставува многу храни пред нашите очи, нешта кои му припаѓаат на овој свет. Тој сака да ни натера да посакаме едно од нив и да вкусиме само малку, за да може да ни фати со својот скриен отров и да ни изведе од слобода и да ни одведе во робство. Зашто кога и да ни фати со една единствена храна, навистина ни е неопходно да ги посакаме и останатите. Конечно, тогаш, таквите нешта стануваат храна на смртта. А еве ги храните со кои ѓаволот ни демне. Прво тој вбризгува болка во твоето срце се додека немаш болка во срцето заради некое мало нешто од овој живот и те фаќа со своите отрови. А потоа ја вбризгува желбата за туника, за да се гордееш со неа, и љубовта кон пари, гордост, суета, завист што се надпреварува со друга завист, убавина на телото, измама. Најголемите од сите овие се незнаењето и лагодноста. Ете, сите такви нешта противникот ги подготвува убаво и ги распространува пред телото, сакајки да го натера умот на душата да ја наведне неа кон едно од нив и да ја преплави, како јадица, влечејќи ја со сила во незнаење. Измамувајќи ја се додека не зачне зло, и не роди плод на материјата, и не се однесува во нечистотија, прогонувајќи многу желби, алчности, додека телесното задоволство ја влече во незнаење. Ослободувањето на душата и нејзиниот триумф. Но душата, онаа која ги вкусила овие нешта, свати дека сладките страсти се минливи. Таа научи за злото, си замина од нив и влезе во ново поведение.
Потоа таа го презира овој живот, бидејќи е минлив. И ги бара оние храни што ќе ја одведат во живот, а ги остава зад себе оние измамнички храни. И учи за својата светлина, додека оди наоколу соблекувајќи го овој свет, додека нејзината вистинска облека ја облекува одвнатре, и нејзината свадбена облека е поставена на неа во убавина на умот, а не во гордост на телото. И учи за својата длабочина и трча во своето трло, додека нејзиниот пастир стои на вратата. За возврат на сиот срам и презир, пак, што ги прими во овој свет, таа прима 10.000 пати повеќе благодат и слава. Таа им го даде телото на оние кои го беа дале неа, и тие се засрамија, додека трговците со тела седнаа и плачеа бидејќи не можеа да направат никаква работа со тоа тело, ниту пак најдоа некаква друга стока освен него. Тие поднесоа големи трудови се додека не го обликуваа телото на оваа душа, сакајки да ја соборат невидливата душа. Затоа се засрамија од своето дело, претрпеа загуба на онаа за која поднесуваа трудови. Тие не сфатија со умот дека таа има невидливо духовно тело, мислејки, ние сме нејзиниот пастир кој ја храни. Но не сфатија со умот дека таа знае друг пат, кој е скриен од нив. На ова нејзиниот вистински пастир ја научи во спознание. Но овие, оние кои се во незнаење, не го бараат Бога. Ниту пак се распрашуваат за своето живеалиште, кое постои во покој, туку одат наоколу во живинарство. Тие се полоши од паганите, бидејќи пред си тие не се распрашуваат за Бога, зашто нивната закоравеност на срцето ги влече долу за да ги направи нивна суровост. Понатаму, ако најдат некој друг кој прашува за своето спасение, нивната закоравеност на срцето почнува да действува врз тој човек. И ако тој не престане да прашува, тие го убиваат со својата суровост, мислејќи дека направиле добро нешто за себе. Навистина тие се синови на ѓаволот. Зашто дури и паганите даваат милостина, и знаат дека Бог кој е на небесата постои, Отецот на се, возвишен над нивните идоли, кои ги обожаваат. Но тие не го услишале Словото, за да се распрашаат за неговите патишта. Така безумниот човек го слуша повикот, но во незнаење е за местото во кое е повикан. И не праша за време на проповедањето, каде е храмот во кој треба да влезам и да ја обожавам мојата надеж. Поради своето безумие, пак, тој е полош од паган, зашто паганите го знаат патот за да одат во својот камен храм, кој ќе пропадне, и го обожаваат својот идол, додека срцата им се поставени на него бидејќи тој е нивната надеж. Но на овој безумен човек Словото му беше проповедано, поучувајќи го, барај и распрашувај се за патиштата по кои треба да одиш, бидејќи ништо друго не е толку добро како ова нешто. Резултатот е тоа што суштината на закоравеноста на срцето нанесува удар врз неговиот ум, заедно со силата на незнаењето и демонот на заблудата. Тие не му дозволуваат на неговиот ум да се подигне, бидејќи тој се заморуваше себе си во барање за да научи за својата надеж. Но рационалната душа која исто така се заморуваше себе си во барање, таа научи за Бога. Таа се трудеше со распрашување, поднесувајќи мака во телото, истрошувајќи ги нозете своји по благовесниците, учејќи за недостижниот, таа го најде своето изгревање. Дојде да почива во оној кој е во покој. Се завали во свадбената одаја. Јадеше од гозбата за која беше гладна. Вкуси од бесмртната храна. Го најде она што го беше барала. Прими покој од своите трудови, додека светлината што свети над неа не заоѓа. Нему му припаѓа славата и силата и откривањето во вечни векови. Амин. Библиотека Нак Хамади, Кодекс 6.4. Концептот на нашата голема сила. Пророштвото за трите иони, за победата над адот и за конечното прочистување на светот со оган. Првиот еон на телото и потопот на Ное. Оној кој ќе ја запознае нашата голема сила, ќе стане невидлив, и огнот нема да може да го проголта. Но тој ќе ги исчисти и ќе ги уништи сите ваши имоти.
Зашто секој во кого ќе се појави мојот лик, ќе биде спасен, од возраста од 7 дена па се до 120 години. Оние кои ги принудив да го соберат сето она што е паднато, и писмата на нашата голема сила, со цел тој да го запише Твоето име во нашата голема светлина, и нивните мисли и нивните дела да бидат завршени, за да бидат прочистени, и да бидат распрснати и да бидат уништени, и да бидат собрани во местото во кое никој во него не гледа. Но вие ќе ме видите мене, и ќе ги подготвите вашите живеалишта во нашата голема сила. Спознајте како настана она што си замина, со цел да знаете како да го разликувате она што живее за да стане, од каков изглед е тој еон, или од каков вид е, или како ќе настане. Зошто не прашувате какви ќе станете, или уште повеќе, како настанавте? Различете со ум каква големина е водата, дека е немерлива и неразбирлива, и неизиниот почеток и неизиниот крај. Таа ја држи земјата, таа дува во воздухот каде што се боговите и ангелите. Но во оној кој е возвишен над сите овие, постои стравот и светлината, и во него се откриваат моите писма. Јас ги дадов како служба за создавањето на физичките нешта, зашто не е можно за никого да стои без тој еден, ниту пак е можно за еонот да живее без него. Он е оној кој го поседува она што е во него, разликувајќи го во чистота. Тогаш погледнете го духот и спознајте каде е он им се даде себе си на луѓето за да примаат живот од него секој ден, бидејќи го има својот живот внатре во себе, он им дава на сите нив. Тогаш темнината заедно со адот го зеде огнот. И таа, темнината, ќе го ослободи од себе она што е мое. Очите неизини не можеа да ја издржат мојата светлина. Откако духовите и водите се раздвижија, остатокот настана, целиот еон на создавањето и нивните сили. Огнот излезе од нив и силата дојде среде силите. И силите посакаа да го видат мојот лик. И душата стана негова реплика. Ова е делото што настана. Видете какво е, дека пред да настане тоа не гледа, бидејќи еонот на телото настана во големите тела. И им беа доделени долги денови во создавањето. Зашто кога се беа извалкали и беа влегле во телото, таткото на телото, водата, се одмазди себе си? Зашто кога откри дека Ное беше побожен и достоен, а тој е таткото на телото кој ги држи ангелите во подчинетост? И тој, Ное, проповедаше побожност 120 години. И никој не го слушаше. И направи дрвен ковчег, и оние што ги беше нашол влегоа во него. И потопот се случи. И така Ное беше спасен со своите синови. Зашто ако навистина ковчегот не беше наменет за човекот да влезе во него, тогаш водата на потопот немаше да дојде. На овој начин тој имаше намера и планираше да ги спаси боговите и ангелите, и силите, големината на сите овие, и храната и начинот на живот. И ги поместува нив од еонот и ги храни во трајните места. И судот над телото беше ослободен. Само делото на силата остана да стои. Вториот еон на душата и сладкото пристигнување на Христос. Следен е психичкиот еон. Тој е мал, кој е измешан со тела, раѓајќи во душите и извалкувајќи ги нив. Зашто првото извалкување на создавањето најде сила? И го роди секое дело, многу дела на гнев, лутина, завист, пакост, омраза, клевета, презир и војна, лажење и зли совети, таги и задоволства, долност и извалканости, лаги и болести, зли судови што ги одредуваат според нивните желби. А сепак вие спиете, сонувате соништа. Разбудете се и вратете се, вкусете и јадете ја вистинската храна. Споделете го словото и водата на животот. Престанете со злите страсти и желби, и со учењата на аномејците, зли ереси кои немаат основа. И мајката на огнот беше немоќна. Таа го донесе огнот врз душата и земјата, и ги изгоре сите живеалишта што се во неа. И нејзиниот пастир пропадна. Понатаму, кога таа нема да најде ништо друго за горење, ќе се уништи самата себе си.
И ќе стане безтелесна, без тело, и ќе изгори материјата, се додека не исчистис, и сета пакост. Зашто кога нема да најде ништо друго за горење, ќе се сврти против самата себе си се додека не се уништи. Тогаш, во овој еон, кој е психичкиот, ќе настане човекот кој ја знае големата сила. Тој ќе ме прими и ќе ме запознае. Тој навистина ќе пие од млекото на мајката. Ќе зборува во паробли, ќе го прогласи еонот што доаѓа, токму како што зборуваше во првиот еон на телото, како Ное, сега, во однос на неговите зборови, кои ги изговори, тој зборуваше во сите нив, на 72 јазика. И ги отвори портите на небесата со своите зборови. И го осрамоти владетелот на адот, ги подигна мртвите и го уништи неговото владење. Тогаш се случи голем немир. Архонтите го подигнаа својот гнев против него. Сакаа да го предадат на владетелот на адот, тогаш препознаа еден од неговите следбеници. Оган ја зафати душата негова. Тој го предаде него, бидејќи никој не го познаваше него. Дејствуваа и го фатија. Донесоа суд над самите себе. И го предадоа него на владетелот на адот, и го предадоа на Сасабек за 9 бронзени монети. Тој се подготви себе си да слезе долу и да ги осрамоти нив. Тогаш владетелот на адот го зеде него. И откри дека природата на неговото тело не може да биде фатена, за да им ја покаже на архонтите. Но тој велеше, кој е овој? Што е ова? Неговото слово го укина законот на еонот. Тој е од логосот на силата на животот. И тој беше победник над заповедта на архонтите, и тие не можеа преку своето дело да владеат над него. Архонтите трагаа по она што се беше случило. Тие не знаеа дека ова е знакот на нивното разрешување и дека тоа е промената на еонот. Сонцето зајде во текот на денот, тој ден стана темен. Злите духови беа вознемирени. И по овие нешта, он ќе се појави како се искачува. И знакот на еонот што доаѓа ќе се појави. И еоните ќе се разрешат. И оние кои ќе ги знаат овие нешта за кои се разговараше со нив, ќе станат блажени. И ќе ги откријат нив, и ќе станат блажени, бидејќи ќе ја запознаат вистината. Зашто најдовте покој на небесата? Тогаш многумина ќе го следат него и ќе се трудат во своите родни места. Ќе одат наоколу, ќе ги запишуваат неговите зборови според својата желба. Еве, овие еони поминаа. Каква големина е водата на еонот што се разреши? Какви димензии имаат еоните? Како луѓето ќе се подготват, и како ќе се воспостават, и како ќе станат неуништливи еони? Но најпрво, по неговото проповедање, тој е оној кој го прогласува вториот еон и првиот. И првиот еон пропадна во текот на времето. Тој го направи првиот еон, одејќи наоколу во него додека не пропадна, додека проповедаше 120 години по број. Ова е совршениот број кој е високо возвишен. Тој ја направи границата на западот пуста и го уништи истокот, тогаш вашето семе и оние кои сакаат да го следат нашиот голем логос и неговото прогласување. Крајот на времата, лажниот имитатор и конечниот огнен суд. Тогаш гневот на архонтите се разгоре. Се засрамија од своето разрешување. И чадеа и беа лути на животот. Градовите беа превртени, планините се разрешуваат. Архонтот дојде, со архонтите на западните региони, на истокот, односно на тоа место каде што логосот се појави најпрво. Тогаш земјата затрепери и градовите беа вознемирени. Понатаму, птиците јадеа и се наситија со нивните мртви. Земјата тагуваше заедно со населениот свет, станаа пусти. Тогаш, кога времињата беа исполнети, тогаш пакоста се подигна моќно дури до самиот крај на логосот, тогаш архонтот на западните региони се подигна и од истокот ќе изврши дело и ќе ги поучува луѓето во својата пакост. И тој сака да го поништи секое учење,
зборовите на вистинската мудрост, додека ја љуби лажната мудрост. Зашто тој го нападна старото, сакајки да воведе пакост и да облече достоинство? Беше неспособен, бидејќи извалканоста на неговите облеки е голема. Тогаш се налути. Се појави и посака да се искачи нагоре и да помине до тоа место. Тогаш одреденото време дојде и се приближи. И тој ги промени заповедите. Тогаш времето течеше додека детето не порасна. Кога дојде до својата зрелост, тогаш архонтите го испратија имитаторот кај тој човек со цел да ја запознаат нашата голема сила. И очекуваа од него дека ќе изврши за нив знак. И тој носеше големи знаци. И завладеа над целата земја и над сите оние кои се под небото. Го постави својот престол на крајот од земјата, зашто? Ке те направам Бог на светот. Ке извршува знаци и чуда. Тогаш тие ќе се свртат од мене и ќе застранат. Тогаш оние луѓе кои ќе одат по него, ќе воведат обрезание. И тој ќе изрече суд над оние кои се од необрезанието, кои се вистинскиот народ. Зашто, всушност, тој испрати многу проповедници однапред, кои проповедаа во негово име. Кога ќе го исполни воспоставеното време на царството на земјата, тогаш ќе дојде прочистувањето на душите, бидејќи пакоста е посилна од вас. Сите сили на морето ќе затреперат и ќе пресушат, и сводот небесен нема да лее роса. Изворите ќе престанат. Реките нема да течат долу до своите извори. И водите на изворите на земјата ќе престанат. Тогаш длабочините ќе бидат соголени и ќе се отворат. Звездите ќе пораснат во големина и сонцето ќе престане. И јас ќе се повлечам со секој кој ќе ме познава. И тие ќе влезат во немерливата светлина, каде што нема никој од телото ниту пак расипаноста на првиот за да ги фати. Тие ќе бидат непречени и свети, бидејќи ништо не ги влече долу. Јас самиот ги штитам нив, бидејќи имаат свети облеки, кои огнот не може да ги допре, ниту темнината, ниту ветарот, ниту некој миг, така што да го натера човека да ги затвори очите. Тогаш он ќе дојде за да ги уништи сите нив. И тие ќе бидат казнети додека не станат чисти. Понатаму, нивниот период, кој им беше даден за да имаат власт, кој им беше доделен, е 1460 години. Кога огнот ќе ги проголта сите нив, и кога нема да најде ништо друго за горење, тогаш ќе пропадне од своја собствена рака. Тогаш ќе биде завршено втората сила милоста ќе дојде преку мудроста. Тогаш сводовите небесни ќе паднат долу во длабочината. Тогаш синовите на материјата ќе пропаднат, нема да бидат веќе од сега па натаму. Тогаш ќе се појават душите, кои се свети преку светлината на силата, која е возвишена над сите сили, немерливата, сеопштата, јас и сите оние кои ќе ме познаваат. И тие ќе бидат во еонот на убавината на еонот на судот, бидејќи се подготвени во мудроста, оддавајќи му слава на оној кој е во неразбирливото единство, и тие го гледаат него поради неговата желба, која е во нив. И сите тие станаа како од блесоци во неговата светлина. Сите тие светнаа и најдоа покој во неговиот покој. И он ќе ги ослободи душите што се казнети, и тие ќе настанат во чистота. И ќе ги видат светите и ќе извикаат кон нив, помилујте ни, о сило која си над сите сили, зашто и во дрвото на беззаконието што постои кон него очите нивни. И тие не го бараат него бидејќи не ни бараат нас, ниту пак ни веруваат нам, туку действуваа според создавањето на архонтите и на неговите други владетели. Но ние действувавме според нашето раѓање од телото, во создавањето на архонтите, кое дава закон. Ние исто така дојдовме да бидеме во непроменливиот еон. Библиотека Нак Хамади, Кодекс 6.5. Платоновата република, држава. Диалог за трите слики на душата, за човекот, за лавот и за многоглавиот двер. За сладката праведност и за сликата на многоглавиот двер. Бидејќи дојдовме до оваа точка во разговорот,
да ги земеме повторно првите нешта што ни беа кажани. И ќе откриеме дека тој вели, добар е оној кому му е нанесено беззаконие во потполност. Тој се прославува праведно. Зарем не беше тој прекорен токму на овој начин? Ова е навистина приличниот начин. И јас реков, сега, пак, зборувавме бидејќи тој рече дека оној кој прави беззаконие и оној кој прави праведност, секој од нив има сила. Како тогаш? Тој рече, слика која нема подобие рационалноста на душата, со цел оној кој ги рече овие нешта да разбере. Тој или не? Тоа е за мене. Но сите кои им кажаа нив владетел, овие сега станаа природни суштества, дури и Химера и Цербер и сите останати што беа споменати. Сите тие слегоа долу и ги отфрлија формите и сликите. И сите тие станаа една единствена слика. Беше речено, работи сега, навистина, тоа е една единствена слика која стана слика на комплексен џвер со многу глави. Некои денови навистина таа е како слика на див двер. Тогаш таа е способна да ја отфрли првата слика. И сите овие тешки и мачни форми излегуваат од неа со труд, бидејќи овие се обликуваат сега со ароганција. А исто така и сите останати што се како нив се обликуваат сега преку словото. Зашто сега тоа е една единствена слика? Зашто сликата на лавот е едно нешто, а сликата на човекот е друго нешто единствена е на спој? И ова многу покомплексно од првото. А второто е мало. Се обликуваше. Сега, пак, спој ги еден со друг и направи ги да бидат едно единствено, зашто тие се три, така што да растат заедно, и сите да бидат во една единствена слика надвор од сликата на човекот. Токму како оној кој не е способен да ги види нештата внатре во него. Но она што е надвор, само тоа е она што тој го гледа. И очигледно е во какво суштество е неговата слика и дека тој беше обликуван во човечка слика. За внатрешната праведност на внатрешниот човек. И јас му зборував нему, на оној кој рече дека има корист во правењето беззаконие за човекот. Оној кој прави беззаконие навистина нема корист, ниту пак има добивка. Но она што е корисно за него е ова, да ја собори секоја слика на злиот звер и да ги згази нив заедно со сликите на лавот. Но човекот е во слабост во овој поглед. И сите нешта што ги прави се слаби. Како резултат на тоа, тој е повлечен кон местото каде што го поминува времето со нив. И тој нему во. Но тој донесува непријателство. И со расправија тие се проголтуваат едни со други меѓу себе. Да, сите овие нешта тој им ги кажа на сите кои го фалат правењето беззаконие. Тогаш, зарем не е корисно за оној кој зборува праведно? И ако тој ги прави овие нешта и зборува во нив, внатре во човекот тие цврсто се зафаќаат. Затоа, особено тој се стреми да се грижи за нив и ги храни нив, токму како што земјоделецот ги храни своите производи секој ден. А дивите џверови го спречуваат тоа да расте. Библиотека Нак Хамади, Кодекс 6.6. Дискурс за 8-та и 9-та сфера. Светото воведување на Хермес Трисмегист, молитвата на тишината и тиркизните плочи на мудроста. Традицијата на скалилата и молитвата на светлината. Оче мој, вчера ми вети дека ќе го воведеш мојот ум во 8-та, а потоа ќе ме воведеш во 9-та сфера. Ти рече дека ова е редот на традицијата. Синко мој, навистина ова е редот. Но ветувањето беше според човечката природа. Зашто ти реков кога го започнав ветувањето, реков, ако го држиш во умот секој од скалилата, откако го примив духот преку силата, ја поставив акцијата пред тебе. Навистина, разбирањето престојува во тебе, во мене тоа е како силата да е бремена. Зашто кога зачнав од изворот што течеше кон мене, јас родив? Оче мој, секој збор ми го кажа добро. Но зачуден сум од оваа изјава што туку ја даде. Зашто ти рече, силата што е во мене? Он рече,
јас ја родив неа, силата, како што се раѓаат децата. Тогаш, оче мој, јас имам многу браќа, ако треба да бидам вброен меѓу породот. Право велиш, синко мој. Ова добро нешто е пребројано од и во секое време. Затоа, синко мој, неопходно е за тебе да ги препознаеш своите браќа и да ги чествуваш праведно и прилично, бидејќи доаѓаат од истиот Отец. Зашто секое поколение јас го повикав? Го именував него, бидејќи беа пород како овие синови. Тогаш, оче мој, дали тие имаат ден? Синко мој, тие се духовни суштества. Зашто тие постојат како сили кои одгледуваат други души? Затоа велам дека се бесмртни. Твојот збор е вистина, тој нема побивање од сега па натаму. Оче мој, започни го словото за 8-та и 9-та сфера и вклучи ме и мене заедно со моите браќа. Да се помолиме, синко мој, на Отецот на се, со твоите браќа кои се мои синови, за он да го даде духот на красноречието. Како се молат тие, оче мој, кога се соединети со поколенијата? Сакам да бидам послушен, оче мој. Но тоа не е. Ниту пак е. Но он е задоволен со неа него. И праведно е за тебе да се сетиш на напредокот што ти дојде како мудрост во книгите, синко мој. Спореди се себе си со раните години од животот. Како што прават децата, ти постави бесмислени, неразумни прашања. Оче мој, напредокот што ми дојде сега, и пред знаењето, според книгите, што ми дојде мене, надминувајќи го недостатокот, овие нешта се начелни во мене. Синко мој, кога ќе ја разбереш вистината на својата изјава, ќе ги најдеш своите браќа, кои се мои синови, како се молат со тебе. Оче мој, јас не разбирам ништо друго освен убавината што ми дојде во книгите. Ова е она што ти го нарекуваш убавина на душата, поучувањето што ти дојде во скалила. Нека дојде разбирањето кај тебе, и ти ќе поучуваш. Јас ја разбрав, оче мој, секоја од книгите. А особено. Која е вос? Синко мој, во пофалби од оние кои ги восфалуваа нив. Оче мој, од тебе ќе ја примам силата на словото што ќе го дадеш. Како што им беше кажано на обајцата, да се помолиме, оче мој. Синко мој, она што е прилично е да му се помолиме на Бога со сиот наш ум и со сето наше срце и со нашата душа, и да побараме од него да се прошири над нас дарот на 8-та сфера, и секој да го прими од него она што е негово. Твојот дел, тогаш, е да разбереш, мојот собствен е да бидам способен да го пренесам словото од изворот што тече кон мене. Да се помолиме, оче мој. Те повикувам тебе, кој владееш над царството на силата, чие слово доаѓа како раѓање на светлината. И неговите зборови се бесмртни. Тие се вечни и непроменливи. Он е оној чија волја раѓа живот за формите во секое место. Неговата природа дава форма на суштината. Преку него, душите на 8-та сфера и ангелите се раздвижуваат. Оние што постојат. Неговата промисла се протега врз секого го раѓа секого. Он е оној кој. И онот меѓу духовите. Он создаде се. Оној кој е самодоволен се грижи за се. Он е совршен, невидливиот Бог кому човек му зборува во тишина, неговиот лик се раздвижува кога е упатен, и он управува, едната моќна сила, која е возвишена над величественоста, која е подобра од чествуваните. Зохата зо. Аое оее. Ое о. О. У. О. О. Зозазот. Господи, дарувај ни мудрост од Твојата сила што стигнува до нас, така што да си го опишеме себе си видението на 8-та и 9-та сфера. Ние веќе напредувавме до 7-та, бидејќи сме побожни и одиме во Твојот закон. И Твојата волја ја исполнуваме секогаш. Зашто одевме по Твојот пат,
и се одрековме од со цел Твоето видение да дојде. Господи, дарувај ни ја вистината во ликот. Дозволи ни преку духот да ја видиме формата на ликот кој нема недостаток и прими го од блесокот на плеромата од нас преку нашата пофалба. И препознај го духот што е во нас. Зашто од Тебе вселената прими душа? Зашто од Тебе, неродениот, родениот настана во битие? Раѓањето на самородениот е преку Тебе, раѓањето на сите родени нешта што постојат. Прими ги од нас овие духовни жртви, кои Ти ги испраќаме со сиото наше срце и нашата душа и со сета наша сила. Спаси го она што е во нас и дарувај ни ја бесмртната мудрост. Екстазата на умот и химната на тишината. Да се прегрнеме еден со друг со љубов, синко мој. Радувај се поради ова. Зашто веќе од нив силата, која е светлина, доаѓа кај нас? Зашто гледам? Гледам неискажливи длабочини. Како да ти кажам, синко мој? Од местата. Како да ја опишам вселената? Јас сум умот и гледам друг ум, оној кој ја раздвижува душата. Го гледам оној кој ме раздвижува мене од чист заборвеност. Ти ми даваш сила. Се гледам себе си. Сакам да зборувам. Стравот ме задржува. Го најдов почетокот на силата која е над сите сили, онаа која нема почеток. Гледам извор што врие од живот. Реков, синко мој, дека јас сум умот, видов. Јазикот не е способен да го открие ова. Зашто целата осма сфера, синко мој, и душите што се во неа, и ангелите, пеат химна во тишина. И јас, умот, разбирам. Кој е начинот да се пее химна преку неа, преку тишината? Дали стана таков што не може да ти се зборува? Јас молчам, оче мој. Сакам да ти пеам химна тебе додека молчам. Тогаш пеја, зашто јас сум умот. Јас го разбирам умот, Хермесе, кој не може да се протолкува, бидејќи се чува внатре во себе. И се радувам, оче мој, бидејќи те гледам како се насмевнуваш. И вселената се радува. Затоа нема суштество на кое ќе му недостасува твојот живот. Зашто ти си господарот на граѓаните во секое место? Твојата промисла штити. Те нарекувам оче, еон на еоните, велик божествен духу. И преку духот он дава дожд врз секого. Што ќе ми кажеш, оче мој, Хермесе? Во однос на овие нешта, јас ништо не велам, синко мој. Зашто праведно е пред Бога да молчиме за она што е сокриено? Трисмегисте, нека не биде лишена душата моја од големото божествено видение. Зашто се можно за тебе како господар на вселената? Врати се на восфалувањето, синко мој, и пеј додека молчиш. Побарај го она што го сакаш во тишина. Откако заврши со восфалувањето, тој извика, оче Трисмегисте. Што да кажам? Ние ја примивме оваа светлина. И јас самиот го гледам ова исто видение во тебе. И ја гледам осмата сфера, и душите што се во неа, и ангелите како пеат химна на деветтата сфера и на нејзините сили. И го гледам оној кој има силата на сите нив, создавајки ги оние што се во духот. Корисно е од сега па натаму да молчиме во побожна побожност. Не зборувај за видението од сега па натаму. Прилично е да му се пее химна на Отецот се до денот на напуштањето на телото. Она што го пееш ти, оче мој, сакам и јас да го пеам. Јас пеам химна внатре во себе. Додека си почиваш, биди активен во пофалба. Зашто го најде она што го бараш? Но, дали е прилично, оче мој, да фалам бидејќи сум исполнет во срцето свое? Она што е прилично е твојата пофалба што ќе му ја испееш на Бога, така што таа да биде запишена во оваа неунишлива книга. Ќе ја принесам пофалбата во моето срце, додека се молам на крајот на вселената и почетокот, на предметот на човековото трагање, бесмртното откритие,
раѓачот на светлината и вистината, сејачот на разумот, љубовта на бесмртниот живот. Ниту еден сокриен збор нема да биде способен да зборува за тебе, Господи, затоа, мојот ум сака да ти пее химна секој ден. Јас сум инструментот на твојот дух, умот е твоето плектрум. И твојот совет ме кубе. Се гледам себе си. Примив сила од тебе, зашто твојата љубов стигна до нас. Право велиш, синко мој. Благодат. По овие нешта, јас оддавам благодарност пејки ти хим на тебе, зашто примив живот од тебе, кога ме направи мудар. Те фалам тебе, го повикувам твоето име кое е сокриено внатре во мене. Аоео е. О и о. О. О уго. О. 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 Ти си оној кој постои со духот. Ти пеам химна со побожност. Заповета за тиркизните плочи и за клетвата. Синко мој, запиши ја оваа книга за храмот во Диосполис со хиероглифски карактери, насловувајќи ја, 8-та ја открива 9-тата сфера. Ке го направам тоа, оче мој, како што заповедаш сега. Синко мој, запиши го јазикот на книгата на плочи од тиркис. Синко мој, прилично е да се запише оваа книга на плочи од тиркис со хиероглифски карактери. Зашто самиот ум стана надгледувач на овие нешта? Затоа заповедам ова учење да биде издлабено на камен и да го поставиш во моето светилиште. 8 чувари го чуваат со на сонцето, машките од десната страна се со лица на жаби, а женските од левата страна се со лица на мачки. И постави квадратен млечен камен во основата на тиркизните таблици и запиши го името на азурната камена таблица со хиероглифски карактери. Синко мој, ќе го направиш ова кога јас ќе бидам во девица, и сонцето е во првата половина на денот, и 15 степени поминале покрај мене. Оче мој, си што велиш ќе го направам со горливост. И запиши заклетва во книгата, за да не го злоупотребат јазикот оние што ја читаат книгата, и да не го користат за да им се спротивстават на делата на судбината. Напротив, тие треба да му се потчинат на законот Божи, без воопшто да прекршат нешто, туку во чистота барајки од Бога мудрост и спознание. И оној кој нема да биде роден на почетокот од Бога, настанува преку општите и водечките зборови. Тој нема да биде способен да ги чита нештата запишани во оваа книга, иако совеста му е чиста внатре во него, бидејќи не прави ништо срамно, ниту пак се согласува со тоа. Напротив, во скалила тој напредува и влегува во патот на бесмртноста. И така тој влегува во разбирањето на 8-та сфера која ја открива 9-тата. Така ќе го направам тоа, оче мој. Ова е заклетвата. Го заколнувам оној кој ќе ја чита оваа света книга, се колнам во небото и земјата, и огнот и водата, и 7-те владетели на суштината, и создавачкиот дух во нив, и неродениот Бог, и самородениот еден, и оној кој беше роден. Дека ќе ги чува нештата што ги кажа Хермес, и со оние што ја чуваат заклетвата, Бог ќе се помири, како и секој кого го именувавме. Но гнев ќе дојде врз секој од оние што ја прекршуваат заклетвата. Ова е совршениот кој постои, синко мој. Библиотека Нак Хамади, Кодекс 6.7. Молитва на благодарноста и белешка на препишувачот. Светата безкрвна трпеза на спознанието и чувањето на тајните книги. Молитвата на благодарноста. Ова е молитвата што ја изговорија. Ти благодариме тебе. Секоја душа и срце се подигнуваат кон тебе, невознемирувано име, чествувано со името Бог и восфалувано со името Отец, зашто до секого и до се доаѓа татковската добрина и наклонетост и љубов. И секое учење што може да биде сладко и просто, дарувајќи ни ум, слово и спознание. Ум, со цел да те разбереме тебе, слово, со цел да те објасниме тебе, спознание, со цел да те запознаеме тебе, се радуваме, бидејќи сме просветлени од твоето спознание.
Се радуваме бидејќи си ни се открил себе си, се радуваме бидејќи додека бевме во телото, ти ни направи божествени преку твоето спознание. Благодарноста на човекот кој стигнува до тебе едно нешто, да те знаеме тебе, те запознавме тебе, интелектуална светлино. Живото на животот, те запознавме тебе. Утробо на секое суштество, те запознавме тебе. Утробо бремена со природата на Отецот, те запознавме тебе. Вечна трајност на раѓачот Отец, ете, така се поклонивме на твојата добрина. Има едно барање што го просиме, да бидеме зачувани во спознанието. И има една заштита што ја посакуваме, да не се сопнеме во овој вид на живот. Кога ги кажа овие нешта во молитвата, се прегрнаа еден со друг со љубов и отидоа да ја јадат својата света храна, во која нема крв. Белешка на препишувачот. Го препишав ова едно слово негово. Навистина, многубројни дојдоа кај мене. Не ги препишав нив бидејќи мислев дека тие веќе дошле кај вас. Исто така, се двоумам да ги препишам овие за вас бидејќи, може би тие веќе дошле кај вас, па работата може да ве оптовари. Бидејќи зборовите на оној еден, кој дојдоа кај мене, се многубројни. Библиотека Нак Хамади, Кодекс 6:8. Асклепи, совршеното слово. Пророштвото за падот на Египет, за тајната на суштината и за судот на душите меѓу небото и земјата. Тајната на соединувањето и дарпата на спознанието. И ако ти, Асклепие, сакаш да ја видиш реалноста на оваа тајна, тогаш треба да го видиш прекрасното представување на соединувањето што се случува меѓу машкото и женското. Зашто кога семето ќе стигне до врвот, тоа скокнува напред? Во тој миг, женското ја прима силата на машкото, машкото, од своја страна, ја прима силата на женското, додека семето го прави ова. Затоа, тајната на соединувањето се извршува во тајност, со цел двата пола да не се осрамотат пред многумина кои не ја искусуваат таа реалност. Зашто секој од нив, од половите, придонесува со својот сопствен дел во раѓањето? Зашто ако тоа се случува во присуство на оние кои не ја разбираат реалноста, тоа е смешно и неверојатно. И изгора на тоа, тие се свети тајни, и на зборови и на дела, бидејќи не само што не се слушаат, туку исто така и не се гледаат. Затоа таквите луѓе, неверниците, се богохулници. Тие се атеисти и безбожници. Но другите не се многубројни, напротив, побожните кои се пребројани се малкумина. Затоа, пакоста останува меѓу многумина, бидејќи поучувањето во однос на нештата што се одредени не постои меѓу нив. Зашто спознанието на нештата што се одредени е навистина исцеление на страстите на материјата? Затоа, поучувањето е нешто изведено од спознанието. Но ако постои незнаење, и поучувањето не постои во душата на човекот, тогаш неизлечивите страсти обстојуваат во неа, во душата. И дополнително зло доаѓа со нив, со страстите, во форма на неизлечива рана. И раната постојано ја глода душата, и преку неа душата произведува црви од злото, и смрди. Но Бог не е причина за овие нешта, бидејќи Он им испрати на луѓето спознание и поучување. Трисмегисте, дали Он ги испрати нив само на луѓето? Да, Асклепие, Он им ги испрати нив само на нив. И прилично е да ти кажеме зошто само на луѓето им дарува спознание и поучување, дел од неговото добро. И сега слушај. Бог и Отецот, дури и Господ, го создаде човекот по боговите и го зеде него од регионот на материјата. Бидејќи материјата е вклучена во создавањето на човекот, страстите се во неа. Затоа, тие постојано течат врз неговото тело, зашто ова живо суштество немаше да постои на ниту еден друг начин освен ако не ја примеше оваа храна, бидејќи е смртно. Исто така е неизбежно ненавремените желби, кои се штетни, да престојуваат во него. Зашто боговите, бидејќи настанаа во битие од чиста материја, немаат потреба од поучување и спознание? Зашто безсмртноста на боговите е поучување и спознание,
бидејќи настанаа во битие од чиста материја. Таа, бесмртноста, ја презеде за нив позицијата на спознанието и поучувањето. По нужност, он, Бог, постави граница за човекот, го постави негово поучување и спознание. Во однос на овие нешта, поучувањето и спознанието, кои ги споменавме од почетокот, он, Бог, ги усоврши нив со цел преку овие нешта да ги задржи страстите и злата, според својата волја. Он го донесе неговото, на човекот, смртно постоење во бесмртност. Тој, човекот, стана добар и бесмртен, токму како што реков. Зашто он создаде двојна природа за него, бесмртна и смртна? И тоа се случи на овој начин поради волјата Божја, луѓето да бидат подобри од боговите, бидејќи, навистина, боговите се бесмртни, но луѓето сами по себе се и бесмртни и смртни. Затоа, човекот стана сроден со боговите, и тие ги знаат работите едни на други со сигурност. Боговите ги знаат нештата на луѓето, а луѓето ги знаат нештата на боговите. И јас зборувам за луѓето, Асклепие, кои достигнале поучување и спознание. Но за оние кои се посуетни од нив, не е прилично да кажеме ништо долно, бидејќи сме божествени и воведуваме свети работи. Бидејќи навлеговме во прашањето за заедницата меѓу боговите и луѓето, знај, Асклепие, во што човекот може да биде силен. Зашто токму како што Отецот, Господарот на Вселената, создава богови, на овој ист начин и човекот, ова смртно, земно, живо суштество, она кое не е како Бог, исто така и самиот создава богови. Не само што тој засилува, туку и засилен. Не само што тој е Бог, туку тој и создава богови. Дали се чудиш, Асклепие? Дали си и ти самиот уште еден неверник како многумина? Трисмегисте, се согласувам со зборовите што ми беа кажани. И ти верувам тебе додека зборуваш. Но исто така бев и зачуден од словото за ова. И решив дека човекот е блажен, бидејќи ужива во оваа голема моќ. И она што е поголемо од сите овие нешта, Асклепие, е достојно за восхит. Сега ни е јасно во однос на родот на боговите, и го исповедаме тоа заедно со сите останати, дека тој, родот на боговите, настанал во битие од чиста материја. И нивните тела се само глави. Но она што луѓето го создаваат е подобие на боговите. Тие, боговите, се од најоддалечениот дел на материјата, а тоа, предметот создаден од луѓето, е од надворешниот дел на битието на луѓето. Не само што тие, она што луѓето го создадоа, се глави, туку се и сите останати членови на телото, и тоа според нивното подобие. Токму како што Бог посака внатрешниот човек да биде создаден според неговиот лик, на истиот тој начин, човекот на земјата создава богови според своето подобие. Трисмегисте, ти не зборуваш за идоли, нели? Асклепие, ти самиот зборуваш за идоли. Гледаш дека повторно ти самиот, Асклепие, си исто така неверник на словото. Ти велиш за оние кои имаат душа и здив, дека се идоли, овие кои ги донесуваат овие големи настани. Ти велиш за овие кои даваат пророштва дека се идоли, овие кои им даваат на луѓето болест и исцеление нив. Плачењето на Египет и апокалиптичната иднина. Или зарем не знаеш, Асклепие, дека Египет е лик на небото? Згора на тоа, тој е живеалиште на небото и на сите сили што се на небото. Ако е прилично за нас да ја зборуваме вистината, нашата земја е храм на светот. И прилично е за тебе да не бидеш во незнаење дека ќе дојде време во неа, во нашата земја, кога ќе изгледа дека египтјаните залудно му служеле на божеството, и сета нивна активност во нивната религија ќе биде презирана. Зашто сето божество ќе го напушти Египет и ќе побегне нагоре кон небесата? И Египет ќе остане вдовица, ќе биде напуштен од боговите. Зашто туѓинци ќе дојдат во Египет, и тие ќе владеат со него? Египет. Згора на тоа, на египтјаните ќе им биде забрането да му се поклонуваат на Бога. Понатаму, тие ќе дојдат до крајната казна,
особено кој да се најде меѓу нив дека му се поклонува и го чествува Бога. И во тој ден, земјата која беше попобожна од сите земји ќе стане безбожна. Таа веќе нема да биде полна со храмови, туку ќе биде полна со гробови. Ниту пак ќе биде полна со богови, туку ќе биде полна со мртви тела. Египет ќе стане како бајките. И вашите религиозни предмети ќе бидат чудесните нешта, иако вашите зборови се камења и се чудни. И варваринот ќе биде подобар од тебе, египтјане, во својата религија, било да е скит, или индиец, или некој друг од овој вид. И што е ова што го велам за египтјанецот? Зашто тие нема да го напуштат Египет, зашто во времето кога боговите ја напуштиле земјата египетска и побегнале нагоре кон небесата, тогаш сите египтјани ќе умрат. И Египет ќе биде направен пустина од боговите и од египтјаните. А што се однесува до тебе, реко, ќе има ден кога ќе течеш со крв повеќе отколку со вода. И мртвите тела ќе бидат напластени повисоко од браните. И оној кој е мртов нема да биде оплакуван толку многу колку оној кој е жив. Навистина, вториот ќе биде препознаен како египтјанец поради неговиот јазик во вториот период на времето. Асклепие, зошто плачеш? Тој ќе изгледа како туѓинец во однос на своите обичаи. Божествениот Египет ќе претрпи зла поголеми од овие. Египет, љубителот на Бога и живеалиштето на боговите, училиштето на религијата, ќе стане пример за безбожност. И во тој ден, на светот нема да му се восхитуваат и безсмртноста, ниту пак ќе биде обожуван бидејќи велиме дека не е добар. Тој не стана ниту едно единствено нешто, ниту пак видение. Но тој е во опасност да стане товар за сите луѓе. Затоа, тој ќе биде презиран, прекрасниот свет Божи, неспоредливото дело, енергијата што поседува добрина, видението во човечка форма. Темнината ќе биде повеќе сакана од светлината, и смртта ќе биде повеќе сакана од животот. Никој нема да погледне во небото. И побожниот човек ќе се смета за луд, а безбожниот човек ќе биде чествуван како мудар. Човекот што се плаши ќе се смета за силен. И добриот човек ќе биде казнет како злосторник. И во однос на душата, и нештата на душата, и нештата на безсмртноста, заедно со останатото од она што ви го кажав тебе, Тат, Асклепие и Амон, не само што ќе се сметаат за смешни, туку ќе се мислат и за суета. Но верувајте ми кога велам дека луѓето од овој вид ќе бидат загрозени од крајната опасност за нивната душа. И нов закон ќе биде воспоставен, тие ќе добро. Злите ангели ќе останат меѓу луѓето, и ќе бидат со нив, и ќе ги водат нив во зли нешта безобзирно, како и во атеизам, војни и грабежи, поучувајќи ги на нешта спротивни на природата. Во тие денови, земјата нема да биде стабилна, и луѓето нема да пловат по морето, ниту пак ќе ги знаат звездите на небото. Секој свет глас на Словото Божие ќе замолкне, и воздухот ќе биде болен. Таква е староста на светот, атеизам, безчестие и занемарување на благородните зборови. И кога овие нешта ќе се случаа, Асклепие, тогаш Господ, Отецот и Бог од првиот единствен Бог, Создателот, кога погледна на нештата што се случија, го воспостави својот план, кој е добар, против нередот. Он ја отстрани заблудата и го пресече злото. Некогаш, он го потопуваше него во голем потоп, друг пат, го гореше во жежок оган, а во некои други времиња, го здробуваше во војни и чуми, се додека не го донесе на делото. И ова е раѓањето на светот. Обновувањето на природата на побожните кои се добри ќе се случи во временски период кој никогаш немал почеток. Зашто волјата Божја нема почеток, исто како и неговата природа, која е негова волја, која нема почеток? Зашто природата Божја е волја? И неговата волја е доброто. Трисмегисте, дали целта, тогаш, е исто што и волјата? Да, Асклепие, бидејќи волјата е вклучена во советот. Зашто он, Бог, не го сака она што го има од недостаток?
Бидејќи е потпун во секој дел, он го сака она што веќе целосно го има. И он го има секое добро. И она што го сака, го сака. И он го има доброто што го сака. Затоа он има си. И Бог го сака она што го сака. И добриот свет е лик на добриот еден. Трисмегисте, дали светот е добар? Асклепие, тој е добар, како што ќе те поучам. Зашто токму како на душата и животот на светот излегуваат во материјата, оние што се добри, промената на климата, и убавината, и созревањето на плодовите, и нештата слични на сите овие. Поради ова, Бог има контрола над небесните височини. Он е во секое место и он гледа над секое место. И во неговото место нема ниту небо, ниту звезда. И он е слободен од телото. Сега Создателот има контрола во местото што е меѓу земјата и небото. Он се нарекува Зевс, односно живот. Плутониевиот Зевс е господар над земјата и морето. И он не ја поседува храната за сите смртни живи суштества, зашто кора е онаа која го раѓа плодот. Овие сили секогаш се моќни во кругот на земјата, но силите на другите се секогаш од оној кој е. И господарите на земјата ќе се повлечат. И ќе се воспостават во град кој е во еден агол на Египет и кој ќе биде изграден кон заеди сонцето. Секој човек ќе оди во него, било да доаѓаат по море или на брегот. Трисмегисте, каде ќе бидат населени овие сега? Асклепие, во големиот град кој е на Либиската планина, тоа плаши како големо зло, во незнаење на работата. Зашто смртта се случува, која е разрешување на трудовите на телото, и бројот на телото, кога таа, смртта, го исполнува бројот на телото. Зашто бројот е соединување на телото? Сега телото умира кога не е способно да го држи човекот. И ова е смртта, разрешување на телото и уништување на сетилото на телото. И не е неопходно да се плашиме од ова, ниту поради ова, туку поради она што не е познато и во што не се верува, од тоа човек се плаши. Задгробниот суд и воздушниот демон. Но во што не е познато, или во што не се верува? Слушај, Асклепие. Постои еден голем демон. Големиот Бог го постави него да биде надгледник или судија над човечките души. И Бог го постави него во средината на воздухот, меѓу земјата и небото. Сега, кога душата ќе излезе од телото, неопходно е таа да се сретне со овој демон. Веднаш тој демонот ќе ја обкружи неа и ќе ја испита во однос на карактерот што таа го развила во својот живот. И ако открие дека таа побожно ги извршила сите своји постапки за кои дошла во светот, овој демон ќе дозволи да ја сврти неа. Но ако види во неа дека таа го довела својот живот до зли дела, тој ја зграпчува неа, додека таа бега нагоре, и ја фрла долу, така што таа останува да виси меѓу небото и земјата, и е казнета со голема казна. И таа ќе биде лишена од својата надеж, и ќе биде во голема болка. И таа душа не е поставена ниту на земјата, ниту на небото, туку дошла во отвореното море на воздухот на светот, местото каде што има голем оган, и кристална вода, и бразди од оган, и голем немир. Телата се измачуваат на различни начини. Некогаш тие се фрлаат долу во огнот, со цел тој да ги уништи нив. Сега, јас нема да кажам дека ова е смрт на душата, зашто таа е избавена од злото, туку тоа е смртна пресуда. Асклепие, неопходно е да се верува во овие нешта и да се има страф од нив, со цел да не се соочиме со нив. Зашто неверниците се безбожни и прават грев? Потоа, тие ќе бидат принудени да веруваат, и нема да слушаат само со зборови од уста, туку ќе искусат самата реалност. Зашто тие продолжуваат да веруваат дека нема да ги претрпат овие нешта? Ниту само. Прво, Асклепие, сите оние од земјата умираат, и оние што се од телото престануваат од злото со овие од овој вид. Зашто оние што се овде не се како оние што се таму? Така и со демоните кои луѓето, тие и покрај тоа таму.
Така, тоа не е исто. Но навистина, боговите кои се овде ќе го казнат повеќе оној кој го сокрил тоа овде секој ден. Трисмегисте, каков е карактерот на беззаконието што е таму? Сега ти мислиш, Асклепие, дека кога некој ќе земе нешто во храм, тој е безбожен. Зашто тој вид на личност е крадец и разбойник? И оваа работа се однесува на боговите и луѓето. Но не ги споредувај оние овде со оние на другото место. Сега сакам да ти го кажам ова слово доверливо, ниту еден дел од него нема да биде поверуван. Зашто душите што се исполнети со многу зло нема да доаѓаат и да си одат во воздухот, туку ќе бидат поставени во местата на демоните, кои се исполнети со болка и кои секогаш се исполнети со крв и колеш, и нивната храна, која е плачење, тагување и овкање. Трисмегисте, кои се овие демони? Асклепие, тие се оние кои се нарекуваат давители, и оние кои ги тркалаат душите долу во калта, и оние кои ги камшикуваат нив, и оние кои ги фрлаат во водата, и оние кои ги фрлаат во огнот, и оние кои ги донесуваат болките и несреките на луѓето. Зашто таквите како овие не се од божествена душа, ниту пак од рационална душа на човекот? Напротив, тие се од страшното зло.